Почитувани гледачи, добровечер. Во потрага сме по вистинскиот збор, односно по вистинските зборови, вечерва, заедно со писателот и новинарот Мишо Китановски. Навистина, ние подолго време се знаеме, ми е чест и задоволство што вечерва ќе разговарам токму со вас, Мишо Китановски, бидејќи вие сте извореден познавач на литературата и за возрастни, и за деца и млади, и тоа не само во Македонија, туку и пошироко на литературата што се создаваше на просторите на поранешна Југославија, на Балканот, па би рекол и во Европа и во светот. Најпрвин да ве прашам, бидејќи сте родени во Вевчани, одите ли често во Вевчани, бевте ли скоро неодамна во Вевчани или ќе одите наскоро во Вевчани? Благодарам за поканата, многу поздрав и многу здравје на гледачите на ТВ Вистел. Навистина е вистинска телевизија. Благодарам. Затоа што оние прашања и оние гости што вашава телевизија ги отвара, кај другите досега не биле речени и доречени. Да. Вевчани, искрен да бидам, се наоѓа во еден магичен, мистичен простор. Затоа што моите истражувања покажуваат дека Свети апостол Павле се симнал на планината Јабланица и поминал низ Вевчани и заминал за Охрид и Воден, а во Воден Лидија од Македонија ја првата жена што ја покрстил. Втората патека што меѓу која е сместено Вевчани е патеката по која што доаѓал и се качувал во Горна Белица, во селото во кое што престојувал од април, односно мај до септември, нашиот Свети Климент Охридски. Една патоводна звезда што не само што оставила трага во Охридско-Струшкиот, Кичевско-Дебарскиот и целиот македонски и словенски простор, туку представува и нешто што од искони Вевчани го држи да обстои на тој простор и да биде меѓник меѓу една река и друга река. Тоа покажува дека внатре во Вевчани луѓето не живееле веднаш тука, туку биле долу во полето, но бидејќи водата не стигнувала до нив, тие решиле да се преселат, односно да се венчаат за изворот. И од тука името, според легендата што ми ја кажуваше мојата преубава баба Неда, вели, нашите стари се венчаа за изворот. И од венчани излегува Вевчани. Вевчани. Тоа практично значи дека Вевчани од секој пат во мугрите на словенската просвета, па до денес дава исклучително талентирани луѓе во сите области на уметноста. Но за особена пофалба и за верувале или не рубриката на Гинисовата книга. Вевчани има 30 вевчанци што објавиле своји поетски и прозни книги, што објавиле збирки песни, поеми, книги со раскази и романи. Тоа значи дека Вевчани, иако печалбарско, зашто Вевчани има 3 нишани, од кои никој пат не смее да излези. Тоа е Плачикостен, под селото Октиси, Плачикруша под кај Добовјани и Плачикамен во ливадите во Лабуништа. До таму вевчанските печалбари оделе со своите најмили. Тука играле едно немо, глуво оро и се делеле со своите најмили, затоа што од тука натаму... Кога оделе на гурбет. Кога оделе на гурбет на печалба, ги преземале кираджиите. Во знак на тој спомен, ние секој пат вевчанци, особено мојата генерација, гаевме култ кон тоа
традиција и културно наследство, незаборавно, зашто вевчанските деца во минатото најмалку беа погалени од таткова рака. За вевчанските деца пролетите беа есени, зашто им заминуваа татковците на печалба, а есените им беа пролети, затоа што татковците на есен се враќаа за да ги видат своите најмили и да видат дали се уште чади куќата што од памти век ја изградиле нивните предци. Прекрасно кажано, многу ми е драго што вака ја започнавме ова наша денешна вечерашна емисија и веднаш да кажам дека една од најубавите куќи во Вевчани е вашата куќа. Куќата на Китановци. Еве, да ја видат и гледачите. Јас сум ја видел лично во Вевчани, навистина изгледа импозантно, прекрасно, една голема, убава градба. Не знам кој ја градел, меѓутоа ја изградил изворедно и ми е драго што вечерва донесовте и еден мал проспект, еден мал каталог за вашата куќа, изградена во 1906 година. Значи 3 години по Илинденското востание. Да. Ај нешто кажете ми за ова. За вашата Куќата на Китановци и денес и во минатото била печат на населбата. Затоа што незината изградба почнала 1898 година со купувањето на земјиштето. Така. 1 кило земја, 10 лири. Така мојот прадедо Андре, што парите ги заработувал во Влашко, во Влахија, во градот Галац, Галати, ги носел дома. Куќата се градела, само престанала да се гради за време на Илинденското востание, зашто тогаш 3 куќи се запалени од страна на турскиот аскер. 1906 година, зимата, куќата е вселена за живење и внатре се донесени канабиња, фотели и друг материјал, украсен од Солун. Прво, циглите за куќата што се гледа и што се вградени, се донесени од Солун, ама се белгиско производство. Така. Еден камен, прадедо ми го плаќал 1 лира, а го делкале нерешките мајстори од соседното село што е покрај Црни Дрим. Втора работа, дома кој ќе дојди може да види, значи, опрема, ковчези од пред 1890 година, може да види огледало, фотели, канабиња и пиштол Маузер со дрвена футрола, што се донесени купени и донесени од Солун. Но она што е најзначајно во овој случај тоа е што во една од собите е вградена 1906 година и од тогаш не е помрдната, тоа е иконата на Пресвета Мајка Богородица. Всушност, тоа е култно место на сите што ќе дојдат во куќата и што ќе ја посетат неа. Незиното вградување во една од собите, што се случила во 1906 година, пред да се заврши чатијата, ја испеале 3 владици, што прадедо ми специјално ги донесол од Битола и од Охрид, а таа е всушност подарок од сите оние луѓе вевчанци што работеле во Галац, во неговиот ресторан, како подарок за и благодарност што им е тој газда. Так. Значи дома може да се види и куќа и икона. Што е донесена од Одеса. Исто така е многу значајно што куќата, над куќата минува јаз, а над јазот е исто така парче земја, составен дел на куќата. Кога валијата дошол на удирањето на темелот, го прашал дедо ми, ова е твое место? Да. Тука ќе ја правиш куќата? Да. А ова чие место? Мое. Па зошто не го заградиш? Прадедо ми бил многу свесен. Рекол, не сакам мажите
да зборуваат лошо за мене, а најмалку сакам па жените да го колнат моето семејство. Затоа дедо ми над јазот направил мост и од куќата во другата куќа се одеше преку мост, а на ќошето имаше стражарница. За цело време се плаќаше сејмен да ја чува куќата. Но сејменот немаше право да влегува во куќата, во дворот што е ограден со авлии, туку навечер доаѓаше, му беше наместено да вечера и да појади и да си оди. Редовно беше плаќан во злато. Тоа покажуваше дека дедо ми, прадедо ми, збор станува за прадедо ми Андре, со најдобра желба, со исклучителна љубов кон своето родно село, кон населба Вевчани, се однесол толку полетно, толку желбено, што целиот имот што го заработувал во Галас, во Влашко, го оставал во Вевчани. И нашата куќа, не е нескромно да кажам, до 70-тите години важеше за најголема во Охридско-Струшкиот регион. Зашто? За да се изгради куќата, секој ден работеле 25 мајстори. Имала 5 варници. Гредите од костен се носеле од другата страна на Јабланица. А оние па што ги делкале ќошињата и што добивале по 1 лира за секое ќоше, пак само тие ширеле благослови низ Дримкол. А кога била готова чатијашта и кога носеле роднините и пријателите од Вевчани дарови, тоа знаете што значи. Амфитеатрално поставена, гласот на тој што викал стигнувало и до октиси и се ширило одглас, ехо, што се одбивало од планината. Тоа покажува дека во незе секој намерник може секој пат да дојде и да види. Второ, ние имаме и коптор. Тоа значи зидана печка, од која од таму кај што е позидана се грее собата, а од другата соба па се пече во истата таа работа. Така да може да се види најголема сатисфакција за овој огромен градежен објект. Значи, може да се види на Википедија, има код и ставене под заштита како недвижно културно наследство на Република Македонија. Всушност тоа е гордост и ја користам оваа прилика на вашите гледачи, кога ќе дојдат во Вевчани, слободно може да дојдат во куќа. Станува збор, според вашите зборови, внимателно ве слушав, и убаво е се тоа што го кажавте, станува збор за куќа музеј, кое што е убаво бројните посетители на Вевчани, да ја посетат и куќата, но да го посетат и Вевчани, бидејќи и Вевчани ги има прекрасните вевчански извори, го има тоа да речеме во пролет, лето, есен, ново зима, го има Вевчанскиот карневал. Вие сте мощне активни во организирањето на културните настани, поточно на Вевчанското културно лето, бројни промоции, изложби и други концерти и други активности. Вевчани има и свој пасош. Некои велат дека Вевчани е република, други велат Вевчани е посебна држава, но како и да е, Вевчани е Вевчани, надалеку познато, како што и самите рековте, ширум светот, по вевчанските градители, зидари, кои што имат изградено бројни објекти во Словенија, во Хрватска и каде се не. За вас Вевчани е родно, ама би рекол и митско место. Знам дека свето место, знам дека премногу го љубите, го сакате Вевчани, но животот сакал вие да поминете, или судбината поточно, да родени сте во Вевчани, но основно и средно образование завршувате во Кавадарци. Додека
виша школа и факултет во Скопје. Ајде малку за ова преселба од Вевчани во Кавадарци. Дозволите ли да кажам три работи? Слободно. За Вевчани прво. Вевчанските извори всушност се составени од 7 извори, Така. кои ја прават реката Матица. А зборот Матица во пчелното семејство ги собира сите пчели. Да, кажува се. Водата ги собрала, што се венчале за водата, ги собрала Матицата. Така. И од тука ние таа река ја викаме Матица. Тоа е првата работа. Втората работа. Вевчанската црква Свети Никола има 2 карактеристики. Првата е, ако не е единствена со рамен под, тогаш е втора или трета во Република Македонија. Вевчанските мајстори, луцидни луѓе, учени и шетани, прекрасни домаќини, кога почнала да се гради, толку му дале на јузбашијата злато, што тој рекол, очи да не ви видам, ни вие мене, ни јас вас. Си ги собрал војниците и си заминале. Така што градителите ја направиле црквата со равен под. Тоа е една или меѓу првите ретките. 5. Така. И втора работа. Таму има, кога Андреа, синот на зографот од Тресонче, му останало 1,5 метра во висина и 2 метра во висина и 1,5 метра во ширина, тој едно овчарче вевчанско го викнал и му рекол, имаш ангелско лице, и го насликал. Значи, единствена жива личност во македонскаво живописно сликарство е вевчанецот Ѓорѓи Стојковски. Тој е нацртан во долама, во Вевчанска народна носија, и до пред 15-20 години ништо не му пишуваше над него, затоа што е со фес. И се разликувало сите други, но подоцна е допишано колку да се знае за неговата автентичност. И трета работа, во сето ова мое кажување, 1933 година, 17 годишниот печалбар Јован Сербаковски во Белград ја објавува својата прва и единствена збирка песни Вапај умиручих на српски. Но внатре во фуснота има на неколку места употребено вевчански, македонски зборови и го упатува читателот. Тоа практично значи дека Вевчани, колку што имало печалбари, толку имало и интелектуалци. Да. Тоа е она што е. Но јас кога под наводници, кога ме откорнаа од Вевчани, што безмерно го сакав, јас реков, Вевчани, ќе ти се вратам тебе како новинар. И од 1963 година, кога влегов во октомври во весникот Студентски збор, а прв главен и одговорен уредник ми беше прекрасниот човек Насте Стојковски. Да, измореден. И јас не се откажав од печатените медиуми и до ден денес му припаѓам нему. Кавадарци само ме збогате со својата исклучителна топлина на тиквешкото сонце. Ми даде полет, ветер во грбов, за она што сакам да го искажам, да го искажам. И јас, како тага кон Вевчани, 1956 година, во Кавадарци, како писмена задача, ја напишав песна за Вевчани. Кога професорот ја виде, а не му одговорив на темата, се фати заглава, но беше толку любезен, што ми ја прифати и ми даде многу висока и позитивна. Песната ми завршува. А во тебе, Вевчани, како бела птица, се наоѓа мојата куќа. Најубавиот цвет на светот. Значи, со други зборови, тагата
и болката, топлината и детството, ливадите и сончевината, планината и водата. Во мене гргореа, каде и да бев, и го чувствав моето родно Вевчани. Но Томас Ман вели, таму каде што ти минало детството, таму ти е родниот крај. А бидејќи моето детство беше преполовено со Вевчани и со Половина Кавадарци, таму, половина сега ваму. го сметам и Кавадарци за мој роден град во кого живеев и од кого бев дописник за весникот Вечер, од Неготино и Кавадарци, за мој втор роден град. Така, сега подоцна доаѓате и во Скопје, ама не е веќе детството и не може Скопје да се смета за роден град. Ајде малку и за доаѓањето во Скопје. Тука завршувате виша школа и факултет и целиот работен век, всушност, ваш, беше новинарството. Бевте новинар, уредник и главен и одговорен уредник на повеќе весници, ревии и списанија. Значи, никогаш вие не излеговте и не побегнавте од новинарството. Дури би рекол дека и сега сте новинар. И сега сум, Така размислувате, пишувате, создавате. Едноставно како да сте родени, како да имате природни предиспозиции за новинарството. Новинарството над се. Така ли или грешам? Така е, да. Така. Мојата втора љубов по сопругата ми е новинарството. Така. Ама сопругата, првата љубов ми овозможи тоа што сакав да го постигнам, да го остварам. Така. Она ја презеде сета работа во семејството, така што јас имав прилика да бидам и во деневна редакција, но јас секој пат ја избирав неделната. Затоа што ми овозможуваше и да се образувам дополнително, Да. значи и да истражувам, така што желбата да не бидам вест на денот, а утре дента да не важи, Поспокојно новинарство. така, поспокојно и ми овозможи да се занимавам и со истражувачко новинарство. Како резултат на тоа, излезе мојата публицистичка книга, 320 страници, се вика Бела книга Црно писмо, Македонски индекс на забранети дела. Во Белград излезе тоа за време во минатиот систем. Да. Во Белград Марко Лопушина објаве книга за забраните на книги, театарски представи, ликовни изложби во Југославија. Таму беше Македонија спомената со 3 примери. Јас кога го истражив тоа, видов дека е премногу. Но едно да се знае и да се памети. Во ниеден устав на Република Македонија го нема зборот цензура или забрана. Сепак, од 2 август 1944 година, од Декларацијата за човековите права, малцински човекови права, демократијата во Македонија, каква таква, за едни ваква, да други инаква, ме разбра, пулсираше. Не се работеше за класични судски процеси на творби, туку се работеше за партиски одлуки. Да се симни театарската представа од репертуарот и тоа нежно, меко, спокојно. Само 3 судски процеси се водени. Тоа е за театарската представа Свадбата на Мара, во режија на Љубиша Георгиевски. Владимир Костов текст. Владимир Костов, за расказот на Киро Донев, Жените од Моноблад, кај што е он осуден судски, и за песната Без настав на Димитар Јоновски, кога е забрането, број списанието Современост, број 3 од 1973 година. Втората моја новинарско-истражувачка работа беше што 20 години го уредував од првиот број до последниот, 22 години, весникот Не заборав, на прогонетите македонци од Егејска Македонија, сега окупирана од Грција. Тоа практично ми даде можност да проучам целиот екзодус. И допишувајќи се со соработници од Полска, од Чехословачка, од Ташкент, јас решив да го напишам фејтонот, односно книгата Децата бегалци од Егејска Македонија во Југославија.
Тоа и произлезе, исто е 320 страници, преведена е на англиски во Торонто, Канада, мислам, фрагменти се преведени, но аргументацијата што е понудена внатре е строго дисциплински научна, стручна и ми причинува задоволство што и првата книга, бела книга Црно писмо, и вторава, Децата бегалци од Егејски мај во Југославија, се цитираат можне многу и можне често во книгите што ги обновуваат овие теми што јас како новинар сум ги поставил. Тоа практично значи дека не било попусто нашето заедничко, колеги бевме, ти во Нова Македонија, јас во многу други весници. Ти беше во Трудбени, во Комунисти. Да, бев во 21, бев 5 години главен и одговорник на весникот на борците на Република Македонија. Сега сум уредник на весникот на еврејската заедница во Република Македонија. Колега Мишо, обично се вели еднаш новинар, цел живот новинар. Апсолутно. И ајде сега, бидејќи долго време се знаеме, да речем на ти си најдобар пример и доказ дека не само што размислуваш како новинар, туку остана доследен и ден денес остана новинар. Значи и денеска си уредник, и денеска пишуваш, и денеска размислуваш и живееш новинарски. Сакам да кажем дека ти си извореден познавач, тоа го реков и на почетокот од емисијата, речи си на сите сфери, и економијата, и културата, и се друго, но мислам дека си извореден познавач на книжевноста, на публицистиката, што се создава во Македонија. И со многумина со кои што сум разговарал, со кои што понекогаш се среќавам, велат, ако нешто сакаш да дознаеш, прашај го Мишо Китаровски. И навистина е така, а доказ за тоа е и твојата најнова книга, Детството на Конески. Всушност, тоа се твои раскази, собрани во една книга, што може да се нарече еден мал роман, значи роман со сочинет од раскази, каде што ти говориш за Конески. За Конески, кај нас се знае и многу и малку. Се уште има разни верзии, разни приказни, и јас на гледачите најтопло им ја препорачувам оваа книга, бидејќи неодамна излезе од печат, еве ќе ја покажам. Тука на корицата е и Блаже, во оваа групна фотографија, тие што биле во Небрегово. Може да ја видат возобновената негова родна куќа, која што изгледа денеска прекрасно, тоа е куќа музеј. Во непосредна близина на куќата се и гробиштата на Коневци, на Конески. Но ти сигурно многу си истражувал за да ја напишеш оваа книга, Детството на Конески, и мене ми е многу драго што ти ја напише и објави оваа книга. Вајде малку накратко, представи ни ја оваа книга, бидејќи е тазе, се уште е топла, се уште ја немаме прочитано што се вели. Повели, Миша. Прво, кон мојата многу малечка биографија би споменал дека и 3 години бев професор по предметот теорија и практика на новинарството на реформираните гимназии во еден период на македонското образовно и воспитно дело. Предава во гимназијата Цветан Димов и од таа генерација излегува неколку новинари што ми причинува лична сатисфакција. За да ја напишам оваа книга, вложив 30 години. Прво, иницијална каписта за незе ми даде разговорот со Лазар Мојсов, што во 1994 година го има во Кавадарци, во Неготино, се извинувам, во Неготино на 8 ноември, на денот на ослободувањето на градот,
кога ми откри дека заедно со Блаже Конески учеле во гимназијата во Крагуевац. Тоа всушност беше Тоа те поттикне. поттикот, иницијалната каписта, јас да продолжам. Но пред тоа се создаде во Македонија, во мугрите на македонската демократија и самостојност, една мала неформална група која сакаше да му го измести местото. Да, почна да му го навреди, така. подценување, И омаловажување. јас тргнав, велам, го посветувам животот и имав со Лазар Мојсов имав 5 долги разговори, од кои 4 беа во Белград. Пред он да почини, така да расказите за Крагуевац се дело на Лазар Мојсов. Расказите за родното Небрегово, во кое Блаже Конески го учи само првото одделение, кога имал 6 години, а според кралскиот закон, ако нема детето 7 години и ако нема 15 деца, не може да се отвори основно училиште. Бидејќи 14 имало за таа година, таткото на Блаже, Јордан, по прилепски Ордан, прави трик. На селаните им вели, кога ќе го запишуваме децата, вие ќе тврдите дека и Блаже е роден со нив. И така го запишуваат. Значи, така, од второ одделение веќе оди во Прилеп учи со, подоцна, мислам, од второ одделение учи заедно со Коце Солунски. Затоа беа пријатели долги години. Да, со Коце Јовановски, Солунски, останаа најдоследни. И во Дојран соседи. Така. Ама интересно е што расказите што се овде обликувани во една приказна, во роман, за Прилеп ми ги сведочеше и ми ги потврдуваше Коце Солунски. Браво. А за Небрегово па го има тоа кажано фрагментарно. Многу малку и луцидно во разговорите со Цане Андреевски. Јас за да ја напишам книгава, што би се рекло новинарски, колегијално, да помирисам, престојува во Крагуевац 5 дена. Барајќи го весникот Напредак, во кој што Лазо Мојсов, како председател на литературната дружина во Крагуевачката гимназија, објавил текст што се вика "Животот на робовите во стара Спарта". Интересно. Појавата бил заробен ученичкиот весник и уништен заради неговиот текст, а се направил обид да биде Лазо Мојсов и истеран од гимназијата. Значи го заплениле весникот. Го заплениле и го уништиле. А тој бил тогаш председател на литературната дружина на гимназијата. Што значи еден текст? Тоа е, да. И сега замислите какво е тоа. Во одбраната да не биде истеран, учествува и Блаже Конески. Ама тоа ми го сведочи Лазар Мојсов. Инаку Блаже Конески, за волја на вистината, малку, ќе кажам за подоцнежно, научува шах да игра кај мајстор Туте во Прилеп. Тоа брзо, а потоа, кога е во интернатот во Крагуевац, има едно многу убаво решение. Во сабота попладне и во недела, сите тие што сакале да учат, да играат шах со него, им давал задача. Ти од каде си? Од Богданци. Да ми запишеш 20 збора, не од ова. Ти од каде си? Од Пардејци или ова. Ти расказ. Значи, од Вевчани, исто така на Борис Дуцкин, му викал да ми запишеш ни зборови вевчански карактеристични, архаични зборови. И така... Го правил речник. Не, така. И после, кога ќе ги добиел, играл. Меѓутоа, Лазар Мојсов, кога се вратиле од полугодие, му рекол дека има поздрав од Страшо Пинџур и да ги погледни песните на Кочо Рацин објавени во Сараево и во Загреб.
Кога Блаже Конески не успеал да ги најди во ученичката библиотека, а ги нашол во професорската, сочувани списанијата, тоа е 1939 година, веќе е матурант, тој почнува да твори, да пишува на македонски јазик. Првата песна му е песна до една мајка. Асоциација на Сергеј Јесенин, песна до мајката. Меѓутоа, втората песна, што јас ја поместувам тука, во расказ, се вика Роден во смачкано племе. Значи, тоа практично покажува дека Блаже Конески од самиот од раѓањето буквално од боговите е определен. И затоа целиот свој живот си го посветил на филологијата, односно на одбраната на македонскиот јазик, на неговата кодификација и стандардизација, на неговата литературизација и најмногу на неговата афирмација во светот. Блаже Конески според мене е најголемата и најубавата македонска икона. Апсолутно. Зашто? Во ревијата Македонско време на извонредниот наш колега и новинар и писател Јован Павловски во изборот за личност на векот, на 20. век, Блаже Конески припаѓа на тројката. На Гоце Делчев, на Крсте Петков Мисирков и на Блаже Конески. Поголема сатисфакција, поголема доверба, верба од Блаже Конески, проучувајќи ги, преродбениците и просветителите, и самиот стана преродбеник, просветител на Македонија. Апсолутно се согласувам, Блаже Конески беше и останува да биде джин во вистинска смисла на зборот и во поезијата, и во книжевната наука, и во јазикот. Она што го направи Конески не може да го направат ни институции и ќе поминат и деценија, може би и векови, и Блаже Конески со еден збор е незаборавен и неповторлив. Може само... Може. И ми е многу драго што, еве сега говориме за Блаже Конески, преку вас и преку ова ваша книга. Прв пат во вашава емисија ќе кажам Да. неколку непознати работи. Повелете. Но јас ги имам во еден ракопис. Прво, никој не знае дека во октомври Блаже Конески е ранет. Да, во прв пат. Но никој пат Блаже Конески тоа не го истакна. Да, него има кажено. Еве, никој пат. Да. Во директна борба со германска единица во возот што тргнал од Битола за Велес, но при борба во Прилеп повторно биле германците принудени да се вратат. Тогаш е. Втора работа. Блаже Конески 1945 година во мај игра на првата табла со Александар Матановиќ, велемајстор од шаховскиот клуб од Белград. Само тој извоевал реми со него. Браво. И го избрале за прв председател на Шаховскиот сојуз на Македонија. Бидејќи Блаже Конески е полиглот, знае 7 јазици, преведува директно од јазиците, избран е и за секретар на Советско-македонското друштво за пријателство и соработка. Тоа траело до 1948 година до информирото, ама придобивките од преводите што Блаже Конески ги направил, се збогатување на македонскиот тогаш литературен, сега стандарден македонски јазик, што е наша звезда патоводна и што е наше величие. Значи, такви работи сега сакам да ги обликувам во мојот нов ракопис, се вика Тестаментот на Конески. Одлично и ви благодарам за оваа ексклузива, што прв пат во оваа денешна емисија ги кажавте овие работи за кои што јас прв пат сега слушнав. И веднаш да кажам дека полека се придвижуваме кон крајот на емисијата, дека вие сте автор на 2 збирки песни за деца, а за возрастни вие ги имате напишани, објавено книгите, песни и раскази. Подпис Сандра,
Прстен и парфем. Тоа е ова прекрасна книга. Значи, Прстен и парфем. И 10 публицистички книги, меѓу кои, некои за кои што говоревте, Бела книга Црно писмо, Македонски индекс на забранети дела, Пиринска историска вистина, Децата бегаоци од Егејска Македонија во Југославија, Летописи за македонските села, Хроника на музичкиот живот во Штип меѓу двете светски војни, Евреите во Штип од доселувањето до Холокаустот и други. Мишо Китановски е застапен во буквари, читанки, антологии, прирачници и зборници, а негови прилози се објавени на 10 странски јазици. По ваши сценарија се снимени и емитувани над 10 документарни ТВ филмови. Она што го кажавте, и мене ми е драго, бидејќи се уште сте активен новинар и уредник, сега сте главен одговорен уредник на ревијата 11. март 1943, гласило на Еврејската заедница во Република Македонија, и исто така сте уредник на најстарото македонско списание за литература, култура и уметност современост во Скопје, каде што јас ја објавив првата моја книга. Живеете и пишувате на релација Скопје-Вевчани и обратно, Вевчани-Скопје. И она што ми е посебно драго, што, како што пред малку што реков, не прекинувате да се занимавате со новинарство и литература, пишувате, еве пред малку кажавте дека подготвувате и нова книга Тестаментот на Конески. Одлично што се занимавате со блажета, со нашиот блаже. Јас ви посакувам пред се и над се добро здравје и да имате и понатаму творечка и креативна енергија, да се среќаваме по вакви убави поводи и се разбира, сигурно не е само Тестаментот на Конески на кој што вие работите, затоа за крајот на емисијата ќе ве прашам токму тоа сега, што друго ново подготвувате и треба да очекуваме наскоро во наредните години да излезе од вашите раце, односно од вашето перо или од вашата компјутерска тастатура. Повели, Мишо. До септември треба да излезе зборникот на песни од македонски писатели посветени на Блаже Конески. Одлично. Тоа го чувствувам како личен долг. Така. И како обврска за идниве генерации да знаат кој бил кодификаторот, дека го вложил целиот свој живот и уште е најважно, ако во соседните држави за Вук Караджич или за Марин Дринов во бугарската историја се прават манифестации, редно е, крајно време е, она што се прави во Небрегово, во неговата родна куќа, максимално да се поддржи. Така. И финансиски, и сеопшто. Да. Зашто Блаже Конески ни припаѓа на нас. И Блаже Конески е најголемиот борец и бранач на македонскиот литературен јазик. Еве овде на гледачите ќе им покажам една фотографија. Сликани сте пред знакот кон спомен домот Блаже Конески, село Небрегово. Па и гледачите нека се упатат, нека тргнат, лесно ќе го најдат Небрегово и ќе поминат незаборавни мигови. Со Блаже Конески индиректно преку неговите ракописи, фотографии, портрети и слично. А сега вас лично ќе ве замолам овде, на овој лист, со еден од овие наши фломастери, да ми се подпишете, да ќе овде вашето име и презиме, Мишо Китановски, овде една ваша порака, една ваша мисла, една ваша сентенца, гесло. Овдека може и со другиот фломастер. Еве и вашата мисла ќе биде поврзана со Конески. Конески ни остави Аманет. Аманет.
Како рече Блаже, јазикот е нашата татковина и името ни е многу големо, ќе сакаат да ни го земат. И на вистина се остварија неговите пророќства, неговите зборови, за жал. Мишо, една молба да ни го прочиташ уште еднаш ова. Значи, Конески ни Конески ни остави аманет, ни остави тестамент, ни остави тапија. Јазикот е нашата единствена и комплетна татковина. Така, подпишете се оде скратено. Благодарам и сакам со рака да ви честитам за се досега што имате направено. Јас и допрва очекувам уште да правите и да направите. И уште еднаш ви благодарам што бевте вечерва наш гостин. Може ли да испратам една сладка порака до гледачите на Вистел? Слободно. Појдете во Небрегово, зашто средбата со куќата на Блаже Конески е врв на сите човекови чувства, врв на сите човекови емоции, кои за секогаш ќе останат трајна собственост на вашата душа, на вашиот ум и на вашиот разум. Со тоа живејте, зашто нема мали и големи јазици. Има само јазици што се чуваат. Да си го чуваме нашиот македонски стандарден јазик, што оваа година слави многу значаен јубилеј. 80 години од усвојувањето на македонската азбука, на чие чело стои Блаже Конески и на македонскиот правопис. Нека ни е честит овој голем и исклучително значен човеков македонски и историски јубилеј. Ви благодарам. Нека ни е честит, прекрасно кажано, појдете во Небрегово.